Добро утро од студиото на Слободен печат. Ова утро во рамки на соработката со Градска МК го имаме Бојан Маричич, првиот вице-премиер или заменик премиер за европски прашања. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Пред малку во студиото беше министерот за внатрешни работи Тошковски. Го слушнавме, искоментира дека ќе поднеселе некои нови законски измени во однос на пасошите, во однос на личните документи. Па сакам да ве прашам, бидејќи делегацијата не ја потврди дека секоја земја и во странство, значи и во Европската унија и во светот поединечно одлучува дали ќе ги признае или нема да ги признае. Дали се можни некои измени? Ете, ние едни измени кои што беа предложени ги одбивме. Мнозинството ги одби во собранието затоа што не нудеа вистинско решение. Јас ова многу детално го објаснував минатата недела. Меѓутоа повторно ќе кажам за јавноста. Спремни сме да разговараме за решенија кои што ќе ги молеснат на граѓаните, но нема да ги воведат во дополнителни проблеми за тоа да не знаат во која држава ќе ги примат, а во која некога ќе тргнат на пат. Тоа ќе значи дополнително малтретирање, дополнителни трошоци и така натаму. Европската унија јасно укаже дека треба да се почитува договорот од Преспа и ние тоа го правиме, но и јасно укаже дека секоја држава поединечно одлучува за прифаќање на валидноста на документите. Некои од државите до сега се изјаснија дека нема да прифатат документи со старото име. Само една, која што не е членка на Европската унија, Швајцарија, се изјасни дека ќе ги прифати, ниту една друга не се изјасни, зборувам формално со дипломатска нота дека ќе ги прифати старите документи. Тоа значи дека ние не можеме да се потпреме на шпекулации или на усмени разговори за да бидат граѓаните сигурни. И затоа мислам дека одиме на тоа, се надам дека министерот ќе даде се од себе дека нема секој одговор да биде тоа е, бидејќи гледам дека често го употребуваше тоа, за да ги успееме некаде до крајот на летото да ги испринтаме сите неопходни образци, сите пасоши. Знаеме дека ќе има гужва во текот на летото, бидејќи нашата диаспора тогаш се враќа. Имаме и избори во мај, и во април и во мај. Затоа мислам дека на тоа треба да посветиме внимание да секој граѓанин добие што побрзо пасош. Тоа е најдобрата мерка што ќе ја направиме, наместо да менуваме закони кои што ги внесат граѓаните во дополнителна правна несигурност. Покрај законите, опозицијата, значи, многу често ја користеше и реториката за промена на Преспанскиот договор, одбивање на францускиот предлог низ изминатиот период. Колку е тоа возможно, значи, во меѓународното право? Знам дека неколку пати сте кажале, меѓутоа мислам дека некои работи е добро да се повторуваат за да може да ги разберат граѓаните. Не се работи само за меѓународно право тука. Знаете, кога правите такви тешки договори, тешки компромиси, тие тешко и се договараат. Ние Преспанскиот договор сме го преговарале во едни многу тешки услови по 10 годишен период на блокада од страна на Грција, но и на штетни чекори од наша страна, од владата на ВМРО ДПМН и Груевски. Да не забораваме оној процес на антиквизација, оној процес на билдање на еден наратив кој што сосема не одговара на нашиот народ. Дојдовме во ситуација каде што во многу потешки услови мораше да постигнеме таков компромис. Што беше нашата звезда водилка во тој процес? Тоа не беа секако пасошите, беше македонскиот јазик. Ние, гледам дека го дискутираше тој министерот Тошковски, зошто не сте ставиле 10 години, а сте ставиле 5 години. Значи, многу прашања беа предмет на разговори. Нам ни беше многу побитно да го зачуваме македонскиот јазик и да го овериме во тој договор, да влезе во Обединетите нации. Многу ни беше важна придавката македонски да можеме слободно да ја користиме, како што ја користиме, и многу ни беше важно да немаме потреба од ревизионизам во топонимите на градовите, во називите на некои символи, и во тоа успеавме. Во еден тежок компромис мора да определите што ви е приоритет. Нашиот приоритет беше македонскиот идентитет, македонскиот јазик и тоа што ќе ни донесе членство во НАТО и отвореност кон членство во Европската унија. Тие договори тешко се репреговараат. Значи не можете вие да одберете еден дел и да кажете сега ќе бараме да се смени од 5 на 10 години рокот за пасоши. Тоа значи отварање на целиот пакет, бидејќи тоа било договарано во пакет. Истото важи и за францускиот предлог.
Ако ВМРО ДПМН мисли дека условите за кои што треба да ги преговараме значат Бугарија да имплементира пресуди од Страсбург и да ги внесе македонците во уставот, тоа се нереални очекувања кои што нас ќе не доведат во заблуда и во 10 годишен тунел, минимум 10 години, тунел на повторно преговарање, надевајќи се на подобар договор кој никогаш нема да дојде. Заблудите на ВМРО ДПМН скапо сме ги платиле во минатото. И ако зборуваме веќе за вистинска љубов кон својот народ и кон татковината, треба да бидеме искрени кон својот народ и татковината и да кажеме дека со заблуди и со лажни планови, нереални планови, нема да ги донесеме нашите граѓани на подобро место, на подобра точка од оваа што сме сега. Може да ги донесеме на полоша точка. Може целиот свет да ни биде крив, сите соседи да ни се криви, сите да не мразат и така натаму. Но во суштина, не смееме да влеземе повторно во таа дупка, во која што ќе се надеваме на подобар договор во некое подобро време. Имаме реален договор сега, кој што почнавме да го реализираме. Признавањето или да речам верификацијата на македонскиот јазик на ниво на ЕУ го имаме во преговарачката рамка, таа преговарачка рамка е усвоена, ние почнавме со преговорите, го завршивме скрининг процесот и сега треба да ги завршиме останатите обврски за да продолжиме понатаму. Враќањето сега во некакво репреговарање е само скапа заблуда, која што скапо ќе не чини. Знаете, јас се потсетив на некои мои интервјуа овие денови кога излегоа многу партии со различни барања поврзани со промена на уставот. Во ова студио, во други студија, многу често говорев за тоа во изминатите 2 години, година и половина, откако е усвоен францускиот предлог. Дека сега, во овој момент, до овој момент, ние можевме да ги направиме уставните измени без отварање на други прашања, фокусирајќи се само на она што ни е потребно од преговарачката рамка, а тоа е внесување на бугарите во преамбулата на уставот. И нашата понуда, нашата политика, така се понудени амандманите во уставните амандмани во собрание, беше да се фокусираме на тоа прашање што ни е важно за европските интеграции, а сите други прашања да ги отвориме во некој идно време, кога ќе има по-релаксирана ситуација за дискусија на нови теми, нови прашања околу моделот на избор на институциите и така. Но за жал ВМРО ДПМН не го препознате во момент. И сега ќе видите дека секое наредно отварање на уставот ќе чини поскапо, ќе има повеќе теми на масата и ќе биде потешко. И затоа велам, ако го пропуштите моментот, потоа тоа ве чини повеќе. И затоа заблудите на ВМРО ДПМН, бидејќи они не знаат како да излезат од оваа ситуација. Оваа ситуација на безидејност каде што само викаат не и блокираат, а немаат никаков план, никакво решение, на крајот на краиштата граѓаните ќе го платат најскапо и ќе им дојде за наплата по многу години и по многу висока цена. Во меѓувреме сите млади, сите луѓе ќе си ја бараат среќата на друго место во Европска унија каде што ние сакаме да одиме. И затоа овие лажни надежи и ветувања за некакво репреговарање, повторно преговарање со Бугарија е само лош изговор на ВМРО ДПМН за да излезат од безидејната ситуација во која се најдоа. Тоа ќе значи долгогодишна блокада, агонија, мачење. Јас сум сигурен дека тоа граѓаните не го сакаат. Во последно време веќе не слушаме дека нешто се случува во собранието, значи уставните измени се заглавени. Вие начнавте малку, спомнавте околу тоа, меѓутоа која ни е еднината и не само на државава, туку и во меѓународната политика, значи има ли некоја опција ако не омекне ВМРО ДПМН, ако не ги прифати уставните измени, има ли некоја друга опција тоа да се реши, што ќе се случува со нас? Многу е важно таа политика на блокирање без идеја да биде поразена. Ние затоа се бориме и на овие избори што доаѓаат. Затоа има разлика меѓу нашите председателски кандидати, нашиот Пендаровски, нивната Силјановска, и затоа има разлика меѓу понудите политички што ги нудиме. Ние нудиме една одговорна политика која што можеби некогаш им кажува на граѓаните нешто што на прв поглед не им се допаѓа. Меѓутоа, ние не сакаме да ги лажеме граѓаните. Сакаме да им кажеме како стојат работите на вистина. Денеска Северна Македонија е ценет член на меѓународната заедница. Ние сме ценета членка на НАТО. Ценет кандидат за членка на Европската унија. Имаме отворени врати секаде, имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави кое што функционира на дело. Имаме отворени врати во сите политички семејства. Во минатиот викенд бевме во
во Рим на конгресот, изборниот конгрес на партијата на европски социјалисти. Значи, ние како држава Македонија имаме многу пријатели и ги користиме за наш интерес, за нашиот национален интерес, а тоа е членство во Европската унија. Доколку влеземе во замката на ВМРО ДПМН е дека можеме и треба да преговараме под нови услови кои што знаеме однапред дека нема да бидат реални за преговарање, тогаш ќе се доведеме во една ситуација, знаете како беше со Грција. 2008 сите беа на наша страна, кога го добивме ветото за НАТО, со тек на време се помалку имавме поддржувачи, бидејќи нашата политика беше градење на непријателство и тензии со сите соседи, наместо градење на пријателство и решавање на проблемите, и на крајот останавме целосно сами во таа битка. Не сакаме тоа да се повтори. Не сакаме и не го заслужуваат тоа нашите граѓани, и мислам дека доколку водиме одговорна и отворена политика, граѓаните ќе ја ценат повеќе отколку да ги лажеме, како што знаеме дека ВМРО ДПМН ги лажеше и дека ќе ги смени, ќе го врати името и така натаму и така натаму. Наместо да се фокусираме на работи што не ни се во фокус, треба да се фокусираме на тоа како да ги завршиме преговорите со Европската унија во рекордно време за наредните 4 години. Тоа треба да ни биде нашиот фокус. На секоја влада, на секоја опозиција, заеднички да работиме на тоа, бидејќи опозицијата, знаете, во демократија опозиција е институција. И треба, и до сега сме нуделе многу можности како опозицијата да се вклучи во разговорите со Европската унија. Како да даде свој придонес, како да има контрола врз процесот. За жал, активната блокада беше единствено што ВМРО ДПМН го правеше. Покрај политичкиот дел, значи, оној другиот дел кој што исто значаен за граѓаните е економскиот дел, односно планот за раст. Вие минатата недела бевте во Тирана, таму се дискутираше планот за раст за забрзано интегрирање, кој што вклучува и финансиски бенефити и останати работи кои што се видовме дека повторно и беа присутни таму и Србија, мислам председателот на Србија и на Албанија. Што точно се договори? Планот за раст е една, да речам, најнова успешна приказна на Европската унија, која што е промовирана во Скопје минатиот ноември во формат министри за европски прашања и министри за финансии од сите држави во регионот, со високи представници на Европската комисија, директорот Копман и комесарот Вархеј. Она на што ние инсистиравме е овој план да се спроведува брзо и да се спроведува конкретно, со конкретни придобивки за граѓаните. Да не даваме големи ветувања кои што ќе се случат кој знае кога, туку да утврдиме неколку конкретни работи што ќе се случат сега и што побрзо. И тие наши барања беа услишани. Еве јас ќе наведам 5 работи кои што беа договорени како конкретни придобивки во овие состаноци, а конечно потврдени на самитот во Тирана. Прво е учеството на државите од Западен Балкан во така наречената СЕПА, тоа е единствената платежна зона на ЕУ, во која што по многу пониска цена се врши трговијата со стоки и услуги меѓу ЕУ и Западен Балкан. Помалку трошоци во платежниот систем, вака најдиректно кажам, односно внесување на нашите економски оператори, бизнеси и поединци граѓани во платежниот систем на Европската унија. Тоа значи и помалку пари на нашата диаспора кога праќа трансфери, знаеме дека има бројни трансфери во текот на годината, околу 1 милиарда евра кон нашите граѓани тука. Тоа е една конкретна придобивка. Другата конкретна придобивка се зелените ленти за граничните премини за возила кои носат роба или стоки од Западен Балкан. Ова го воведовме пробно во време на ковид кризата, само за дефицитарни производи што беа неопходни, а фалеа, недостасуваа, и за лекарства. Сега ќе го воведеме за сите производи и овие две мерки треба да се случат до крајот на 24-та година. Треба правна подготовка на сите тие документи и би требало до крајот на оваа година да се случат. Исто така би спомнал следна мерка Wi-Fi за Западен Балкан или интернет за Западен Балкан, според која што треба да се направи целиот регион многу подостапен, односно интернетот да се направи многу подостапен за секој граѓанин. Овој проект подразбира, финансиран од Европската унија, подразбира во 500 општини низ целиот регион да се направи бесплатен интернет за граѓаните од урбани и рурални средини со финансирање на Европската унија. Тоа е добро и за развој на туризмот, и за подобра комуникација и за се.
Исто така Мирката пристап до Европската мрежа на центри за дигитални иновации, каде што малите средните предпријатија и јавните институции ги носи кон процес на дигитализација на собствените услуги. И последната мерка, важна за нашата фармацевтска индустрија, е внесување во системот за обезбедување на неопходни лекови. Critical Medicine System го викаат на Европската унија, и тоа е воведено во време на COVID кризата. Целта е на овие мерки е сите, особено овие што се поконкретни, да бидат, да се случат до крајот на оваа година и да можат веќе да почнат да ги користат граѓаните од Западен Балкан. Оваа година има избори во Европскиот парламент. Мислите ли дека некој од овие делови од планот за раст или нешто што е поврзано, да речеме, со Македонија, ќе има некакво успорување или тоа е независен процес од што се очекува, бидејќи десницата некако почна многу да влијае во Европа? Дали се очекува некаква промена во однос на политиката на земјава? Видете, ние имав прилика сега заедно со претседателот Ковачевски, со подпредседателката Костадиновска Стојчевска, да бидам во делегацијата и нормално со подпредседателката на ПЕС Радмила Шекеринска, да бидеме во делегацијата која што го посети изборниот конгрес на ПЕС во Рим, партијата на европските социјалисти. И можам да ви кажам дека наративот, односно битката меѓу политиките не е многу различна од она што е кај нас. И таму популизмот е во пораз, и таму популизмот ги доведува во заблуда и под прашање голем дел од граѓаните на Европската унија, особено за прашањата поврзани со Украина, прашањата поврзани со начинот на водење на демократија и политика, но во суштина улогата на проевропските партии таму, исто како кај нас, е да ги заштитат оние основни вредности кои што се прогресивни и кои што се уште се важни за граѓаните. А тоа се слободата, демократијата, солидарноста, социјалната правда, помошта на оние кои што најмногу им треба во кризни времиња, затоа што кризните времиња се идеални за раст на популизмот. Мислам дека повеќе од било кога на европско ниво е важно да се обединат партиите кои што веруваат во овие вредности. А тоа не е само партијата на европските социјалисти, тука се и либералите преку групата Renew, односно Обнова на Европа, тука се и дел од Европската народна партија. Едноставно ќе има, очекувам да има една јасна поделба на партии кои што се за овие европски вредности, партии кои што веруваат во демократија, слобода, солидарност, социјална правда и заштита на економијата, и оние кои што веруваат повеќе во популизам, загрозување на демократијата, во одушевување со авторитарните режими и идеи, и оние кои што на крајот секогаш носат несреќа на пошироките граѓани, на поширокото граѓанство и на поширок круг на народите. Она што е клучно, што истите проблеми на чување на животниот стандард, таму е дополнително проблемот и со цената на основните животни трошоци веќе, особено за кири и купопродажба на недвижнини. Тоа го потенцира како огромен проблем во цела Европска унија, секако дека и кај нас, но мислам дека и настапуваат под називот, односно под паролата Европа која сакаме или Европа која посакуваме. Секако дека постои, ќе одговорам директно на крај на вашето прашање, секако дека постои опасност од пораст на популизмот, тоа ја прави и политичката битка и тешка, но и интересна. И секако дека во наредните 2-3 месеци треба да се очекува една интензивна кампања низ цела Европа, во која што и овие мејнстрим главните партии кои што веруваат во основните европски вредности ќе се обратат до граѓаните, ќе побараат нивната поддршка, но и тоа нема да останат тивкини популистите. Јас очекувам дека ќе има една избалансирана слика во Европскиот парламент, иако е факт дека е можно да има поголем број на популистички европратеници од претходно. Ние работиме на тоа да не ја диктира политиката во негативна насока кај овие главни политички групи, како што се партијата на европските социјалисти и Европската народна партија, затоа што често плашејки се од популистите прават грешки во дефинирањето на прашањата поврзани со проширувањето и со другите теми, но мислам дека проширувањето ќе остане на маса. Мојот впечаток од сите разговори таму е дека по случајот со Украина, по долгото чекање за Западен Балкан, едноставно ЕУ мора да продолжи со проширувањето ако сака да опстане како политичка структура. Во текот на вчерашниот ден имавте
прилично богат ден, еве да речеме. Имавте конгрес на кој што го потврдивте председателот Пендаровски за кандидат. Тој собра за краток период подписи. Имавте марш. Меѓутоа, јас би ве прашала во однос на председателот Пендаровски, што очекувате да понуди во својата програма, бидејќи засега видовме дека Гордана Силјановска не се откажа целосно од европските вредности, значи не го спомна тоа прашање. Не е со на политика дека е надвор од европскиот пат, така да што може да очекуваме од председателот Пендаровски? Би сакал да искоментирам за вчерашниот ден прво малку. Знаете, ние долго бевме и се уште сме под една пропаганда дека ВМРО ДПМН е непобедлив, дека има не знам каков рейтинг, дека наспроти СДСМ е 2:1, 3:1. Вчера видовме дека воопшто нема врска тоа со реалноста. Дека тие нивни анкети се и напумпани и лажни и дека сето тоа служи како еден пропаганден инструмент за нивните гласачи или за храбрење на нивните гласачи. СДСМ вчера покажа една организациона супериорност, бидејќи во исто време организиравме марш, 8-мартовски марш на форумот на жени во Кавадарци, каде што имаше над 6000 луѓе. Исто така во исто време собиравме собирање на потписи, каде што за неколку часа се собраа преку 22.000 потписи. И вечерта имавме конгрес со скоро 1000 делегати, над 700 делегати, но 1000 присутни на конгресот, каде што ја потврдивме кандидатурата на Стево Пендаровски за втор мандат за председател на Република Северна Македонија. Само 3 или 4000 гласови потписи имаше Силјановска повеќе и тоа пред се затоа што ние бевме фокусирани на повеќе настани. Инаку ќе сигурен сум дека да се фокусиравме само на тоа ќе имавме и повеќе од нив, но она што го видовме на дело е дека СДСМ е во добра партиска кондиција, дека е обединета во делувањето и дека кога действува обединето и кога е фокусирано на главните прашања и најбитните прашања, испорачува и успева да покаже и пред граѓаните и пред сите дека е се уште единствената прогресивна опција која што треба да се подржи. Во однос на кандидатите, мислам дека е разликата многу видлива. Од една страна го имаме Стево Пендаровски, кој што е актуелен председател, кој што во изминатите 5 години без ниту една дамка во своето работење, без ниту една афера, без ниту еден конфликт на интерес или било што би можело да удри дамка на неговото работење, го кандидираме и го предлагаме во овие услови. Не заборавајте дека тој дојде на таа позиција кога позицијата председател на државата беше урнисана како институција од претходниот председател Ѓорѓе Иванов, кој што во 2 мандати во тие 10 мрачни години кога Иванов беше председател на државата, не можеме да се сетиме веќе колку многу гафови и дамки имаше. И сега интересно е што ВМРО ДПМН ја предлага повторно Силјановска, која ги изгуби еднаш изборите пред 5 години и која што во суштина наследник на политиките на Иванов. Вие имате објава дека таа ќе потпишала амнестија на насилниците од 27 април. Знаеме дека Иванов го обележа својот мандат со потпишување на онаа срамна аболиција пред 2015 година, односно 16 година. Исто така, да не заборавиме дека Гордана Силјановска беше потписник за поддршка на кандидатурата на Ѓорѓе Иванов и во 2009 и во 2014 година. И дел од останатите кандидати исто така изразувале поддршка за него, но Силјановска е продолжител на ликот и делото на Ѓорѓе Иванов, што мислам дека никој од нас не сака да се повтори. Да се повторат тие 2 темни мандати. Затоа за нас е едноставен изборот кај граѓаните. Стево Пендаровски е човек кој што ја врати стабилноста, кредибилитетот и правилниот курс на функцијата председател, но и на државата. Изборот на Стево Пендаровски за председател повторно во втор мандат значи избор на стабилен председател кој што точно знае
каде ја води државата и кој што нема да отстапи од основните принципи, а при тоа ќе се грижи за сите граѓани. Да немојте да мислите дека за сите прашања во текот на овие години СДСМ имал исти ставови со Пендаровски, тоа и на дело се во јавност се видело и за некои разлики, меѓутоа никогаш не сме имале разлики за клучните прашања, за стратешките прашања, за курсот по кој што се движи државата и затоа ние немаме дилема дека треба да го поддржиме Пендаровски и дека Пендаровски е победничкиот кандидат на кој што на 8 мај ќе го добие вториот мандат. И уште едно прашање за крај. На конгресот дискутиравте други прашања околу изборната програма, договоривте нешто да споделите можеби? Да, јас ќе почнам прво со нешто што не го одговорив од претходното прашање околу европските интеграции Силјановска. Мислам дека планот за жал, планот на ВМРО ДПМН и на Силјановска за европски интеграции значи само на зборови. Знаете, морализирање, изнесување на убави зборови, а на дела сосема спротивно. Изолација, маргинализација на Македонија, на маргините на меѓународната заедница, како што беше до 2017 година, и влегување во некои фикс идеи алтернативи кои што не се вистински алтернативи, туку се само еден димен чат за граѓаните. Ние не сакаме во тоа да влеземе и затоа инсистираме на овие избори да се разговара, да се изложи планот, конкретниот план на секој кандидат, на секоја политичка опција, што е во врска со текот на развојот на државата и текот на европските интеграции. Во однос на програмата, ние ќе имаме уште еден конгрес на кој што ќе се дискутира исклучиво за програмата и за кандидатските листи и тогаш ќе се посветиме на тоа. Вчерашниот конгрес беше посветен само на изборот на кандидат за претседател на државата и намерно ги одвоивме за да имаме доволно време и можност да се посветиме на едното и на другото. Програмата е во подготовка, веќе 6 месеци работиме на неа, очекуваме да се финализира овие денови, очекуваме и верификација да дојде една делегација од партијата на европски социјалисти, тројца европратеници на кои што ќе ја презентираме програмата и ќе дадат своји видувања за да имаме поддршка и од партијата на европските социјалисти за овие избори. Фокусот ќе биде на зголемување на економскиот развој, зголемување на платите и пензиите, тоа што СДСМ го направи во овие 7 години, 70% пораст на просечната плата, 70% пораст на платите во образованието, во здравството, во примарното предшколско образование, во повеќе области, покачување на минималната плата повеќе од двојно во однос на времето на ВМРО ДПМН, зголемување за 300% на социјалната помош, едноставно отварање на можности за странски директни инвестиции, намалување на невработеноста, чување и зголемување на стандардот на граѓаните ќе биде приоритетот. Ако сме ветиле дека до крајот на овој мандат просечната плата ќе биде 600 евра, а таа е веќе на 700, сигурен сум дека до крајот на наредниот ќе биде 1000 евра просечната плата. Тоа е една од темите. Секако една од темите ќе биде текот на европските интеграции и како да ги затвориме преговорите до 28 година, за да до 2030 година станеме членка на Европската унија. Тоа е исто така една линија на комуникација на нашата програма. Понатаму од вложување во инфраструктурата и во енергетиката и животната средина во наредните 4 години уште повеќе од она до сега што сме го направиле. Значи, ќе имаме можност да елаборираме и на конгресот, но и до конгресот околу клучните политики. Она што е за нас фокусот е дека СДСМ е политичка сила на која што граѓаните може да се потпрат во кризни времиња. Имавме тежок мандат со повеќе кризи, со тешка пандемија, со војна во Украина, со сите последици кои што ги донесе таа војна. Но покажавме дека навистина со сите грешки кои што ги признаваме, прифаќаме и на кои што сме подготвени да работиме, сигурни сме дека не треба тоа да го замениме со една неизвестност, една нестабилност, една несигурност и никаков став по однос на ниту едно прашање. Знаете, освен желбата за власт, ништо не чувме друго од ВМРО ДПМН во изминатите години и месеци и до ден денес не можеме да чуеме ништо друго. Освен таа желба за власт, која што еве на кога имаат во мали количини
и ја користат на погрешен начин. Затоа нашата кандидатска понуда и нашата програмска понуда ќе направиме се да допре до граѓаните и да добиеме поддршката. Јас сум убеден во двојна победа и во првиот круг за Пендаровски председателските избори, во вториот круг Пендаровски и Ковачевски. Двоецот Пендаровски и Ковачевски ја продолжи да води државата. Јас ви благодарам многу, ви посакувам среќа на изборите и се гледаме во наредна прилика. Пријатно до гледачите.